живееме во свет полн со насилство и сето тоа се пресликува во училиштата. Нашите ученици заслужуваат безбедна училишна средина, а тоа може да го постигнеме само ако заедно родители, наставници и институции изградиме средина на мир, почит и љубов. Да, добро, вашето училиште имало вакви случаи, како како потребуваат училиштата? Насилството е присутно во училиштата. Постапуваме, може да се бориме само ако имаме едуцирани наставници и добар менеджмент во училиштата и протокол нели како да настапуваме во тоа насилството, да се препознае насилството, бидејќи не е насилството само физичко, туку тоа има многу прикриени форми кои ние ги работиме со учениците, за да може да станат сензитивни, а и ние како наставници да сме сензитивни до тоа го препознаење и да превенираме нели кога е потребно. Само како може вие како наставници значи да ги препознавате таквите случаи, колку вие може да помогнете? Треба ли да се едуцирате? Значи, јас сум едуцирана од првата детска амбасада на Светот Медеши, 15 години вклучена во програмата на мировно образование, помината многу обуки и нормално треба да се едуцирам, бидејќи без едукација наставниците не може доволно да се вклучат во превенција на насилство. Ја споменавте Меѓаши, дали ова е дел од проект на Меѓаши, односно што е она што го видовме сега денеска? Овие деца дали се вклучени со? Ова е проект, значи ова е дел од програмата Мировно образование, која Меѓаши ја спроведува во училиштата. Ова е заеднички проект на гимназијата во Остивар и Јосифбројското општество. Ние во здравствите со нашите постапки секојдневно им даваме пример на нашите млади како да се однесуваат меѓу себе. Секојдневието на нашите деца е исполнето со примери како некој возрастен од ситуација на моќ си дозволува да прави навреди, мобинг на работно место, за жал да бидат сведоци како им повишува глас со навреди и други несакани работи. Законодавниот дом, пред кој што сме овде, е местото каде што се моделираат општествените услови во кои што живеат децата. И мојата порака е, ние децата сме сегашноста, а и победно иднината на светот и нашиот правилен развој, значи правилен развој на иднината на која што ќе треба сите да бидеме дел. Затоа е многу битно сега децата да растат во здрави услови и да се намали влијанието на сайбербулинг. Дали си бил сведок некогаш на насилство, булинг? Да, сум бил сведок многу пати поради тоа што нажалост е многу често нешто што се случува во училиштата. И како се постапил? Секогаш сам прво пробувам да видам за што станува збор, па потоа ако можам сам презам мерки, како пробам да ја решам ситуацијата измеѓу децата, но тоа ако не успе се преминувам на повисоко ниво како одење кај психологот за да се извести ситуацијата. Како беше вклучен во овој проект? Бев вклучен во сценографијата и исто така 2 од 3 песни јас ги исполнив. Добро, што се вашите очекувања, што мислите дека ќе постигнете и со оваков еден настап? Поетата е да ги видат, како да речем, ефектите на меѓуврсничкото насилство и пораката општо на настапот е кога ќе видиме некаков вид насилство, да се опитаме да го спречиме, да ги преземеме со одредните мерки. А лична порака што не беше во настанот, јас што сакам да пренесеме дека повеќето луѓе ќе се пречат насилството ако го видат, но не ако насилникот е човек што тие лично го сакаат. Например, македонци можеби нема да спречат насилство против албанец, некој што е хетеросексуалец нема да спречи насилство против некој дете што е хомосексуалец. Особено исто така ромите, мислам дека односот спрема ромите и ромските деца е ужасен овде. Колку е чест булингот почест во училиштата и што би сменил ти доколку имаш некаква можност, што е што би направил да го мотивираш? Мислам дека булингот во последното време зема по психички карактер на место физички карактер. Например, семење во ходници нема да ти кажат нешто, но само кога ќе поминеш ќе ти се насмеват малку. Или па изолација, нема ништо да ти зборуваат и не можеш да се пожалиш бидејќи ништо не го направиле. Јас лично
како да речем, од рани години би повел некакво емоционално психолошко образование, емоционална регулација, дека треба луѓето да се дружат сепак и дека има граница на како да речем, да игнорираш некој бидејќи човекот е лош кон тебе или сам бидејќи онака не го сакаш многу. Во овој настап е за булиинг, да кажам, првин и пораката е да не бидеме, како да кажам, rude to other people. Добро, мислите ли дека оваа порака ќе стигне до тие што е намената? Да, сам рекал да.